Денес рековме ќе зборуваме за менопаузата, се што треба да знаете за менопаузата, затоа ќе зборуваме со нашата гостинка од Систина, доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добар ден, фала ви многу на поканата. За почеток јас би сакала само да ви честитам роден ден во Систина, колку што разбрав 12 години од Аџибадем Систина. Да, денеска е јубиларен 12 годишен роден ден, токму на здравието е формирана нашата болница, така да ова е баш еден роден ден на кој што учествувам на емисијава да раскажам нешто за грижа за женското здравје во менопауза. 12 години, претпоставувам успешни, убави, како вие ги доживувате и како вие би ги опишале, впрочем? Секако, јас сум во болницава, впрочем, 10 години. Се надевам... Мал период, да, декада. Баш долг период. За сега е супер, целиме по повисоки здравствени успеси и грижа за насите пациенти. Впрочем, сме и во регионот е една од најуспешните болници, па и пошироко, така да со уште поголеми цели и стремежи продолжуваме понатака во идните години. Ние ќе зборуваме денес за нешто на кое што никој не му се радува, не го очекуваме со нетрпение, но сепак е нормална и природна појава. Па сега за сам старт, стандардно прашање, што е менопаузата? Менопаузата е една состојба, впрочем, на која што сите жени кои што нели ја дочекуваат и кои што се уште не стапиле во неа имаат, да речеме, и одреден страв како и од секоја непознаница. Основната дефиниција за менопауза е отсуство на менструален циклус во 12 последователни месеци. Просечно се случува околу 51-та година, меѓутоа, ајде да речеме, просечно е помеѓу 45-та и 55-та година во зависност нели од жена, нација и така натака, географско подречје и слично. Со тоа што целиот тој процес може да почне неколку години порано, кај најголем број од жените почнува, впрочем, така. Може да варира од 2 до 5-6, па и 7-8 години предходни, да бидат некои симптоми кои што се нарекувани перименопаузални жени. Кај некои жени има таква да до крајот на завршувањето на менструалниот циклус да има цело време редовни менструални циклуси без некои посебни тегоби и одеднаш едноставно последен циклус да престане менструацијата и да не се појави повторно. Така да што ќе се случи кај секоја жена индивидуално, впрочем и не може да се предвиди. Постои нешто што е нели генетска предиспозиција, впрочем се случува слично како што завршила менопаузата кај нивните мајки или сестри, баби и слично. Меѓутоа не може целосно на тоа да се... Да, јас прочитав за тој податок, но не знаев дали е навистина реален така, дали можеме да се ослониме токму на тоа, врз на тоа нашата мајка кога и завршила, па дека ние да го чекуваме тој термин, тој временски период. Значи може да се каже, меѓутоа секако не може да се ослони на тоа, влијаат еден куп други фактори од начин на живот до навешни влијанија и слично, меѓутоа една основна карактеристика дека генетската предиспозиција постои која што се пренесува од мајка на ќерка е да вистина. Поготово може да се случи кај жени што и предвремено влегле во менопауза. Некои го ја нарекуваат менопаузата и втор пубертет. Сега, дали е тоа за утеха, поубаво да ни звучи, или навистина има допирни точки? Втор пубертет во однос на некаква си промена, нели пубертетот е промена од тој аспект, од некоја си детско доба во адолесцентно доба во женско доба, а ова е некој обратен процес, меѓутоа се однесува на промената што ќе има жената, нели, од еден период во друг, а не буквално нели на некои си пубертетски доживувања, меѓутоа секоја жена може би различно тоа да го доживее и свати во зависност од што очекува од животот и какви симптоми има. Некои буквално си викаат тоа е нели животот, почнува нова декада, нов период, дури добиваат повеќе што се вика сила да го искористат оптимумот од животот, меѓутоа добар дел и голем дел не го доживуваат така, туку напротив, нели како еден природен процес на старење што не сите адекватно и соодветно го прифаќаат, така што треба да се има поддршка, поготово семејна во однос на тој период што и следи на секоја жена.
И трпение и разбирање, претпоставувам, ке им треба. Има ли други фактори кои што влијат на тоа кога ќе настапи менопаузата? Затоа што исто така еден податок што прочитав, вие ќе ми кажете дали е точен, дека и пушењето влијае. Односно пушачките порано влегуваат во менопауза од непушачките. Па, секако, значи пушењето цигари генерално влијае по општото здравје во однос на снестувањето на ситни крвни садови, циркулација и така натака, така што доколку побрзо остарува целокупниот организам заедно со цигарите, истото се однесува и на јачниците кои што со намалената циркулација и оштетувањето на крвните садови од пушењето може побрзо да влезат во менопауза и поскоро да престанат со произведување на јајцеклетки. И секако индивидуално варијациите на ова, меѓутоа сепак по некаков статистички светски просек пушачките релативно побрзо влегуваат во менопауза отколку оние што не пушат. Како да ова е период на големи промени кај жената, и телесни и психолошки, така? И претпоставувам едно друго кој ќе се спои прави на вистина турбуленција, но сепак е нешто на кое што има веројатно начин да се подготвиме. Има ли нешто со кое што можеме да си помогнеме? Начин, очекување, значи некоја си веќе жената, нели, после 40-тите и натака добива на некоја зрелост кај што соочува со природниот процес на старење, да речем, созревање, во некоја возрастно доба, кај што веќе оние години што се пред тоа, без разлика дали се многу изразени те перименопаузални симптоми или не, жената на некој начин се спрема и се подготвува. Тие симптоми, во зависност од дали се изразени или не, може да бидат и многу драматични, да речеме. Сепак за добро е дека не се во кај преголем број жени изразени, меѓутоа ќе ги споменам тие некои основни симптоми на кои што генерално оплакуваат жените кои што се во перименопауза и менопауза. Најчесто тие жешки бранови, валунзи, што се некои вазомоторни симптоми на нагло жештина и пропетување, која што го опфаќа целото тело, посебно во ноќните часови кога се во спиење ги буди буквално тоа препотување, опишуваат дека се баш мокри, дури и косата да треба со фен да ја сушаш, тоа трае 1 минута, 2, потоа трае некој си период на достудување, ладење кои што треба да се препокријат. И значи тие промени на тие жештини во телото знаат да бидат и доста исцрпувачки кај некои жени, поготово ако го реметат сонот заедно пропранетени со несоница, и може да влијаат на квалитетот на животот доколку се многу изразени, поготово што може да траат и некој си период од година, 2-3 додека го пројде тој период жената. Тука се нели и остатокот од симптомите, тука имаме промена на артериската тензија, знае да има нестабилност жената тука да почнува хипертензија и жената каде што со недостаток на хормони и естрогени, значи кои што се протективни за кардиоваскуларниот систем, жените во после менопаузата влегуваат во ризик од кардиоваскуларни болести, слично како и мажите во нивните 60 години, иако во 50-тите и предходно се многу заштитени баш од тие женски хормони. Зголемување на телесната тежина, забавување на метаболизмот, значи задршка на течности, редистрибуција на некој си масно ткиво во стомачниот предел, па периферна конверзија на хормони и така натака, сега да не влагаме ептен во стручни работи детали, меѓутоа целата оваа состојба е нели физиолошки подкрепена, се додека не настане онаа трансформација каде што јајниците недоволно произведуваат хормони да воспоставуваат менструален циклус. Тоа не значи, порано се мислело дека кога ќе настапи менопауза дека јајчниците воопшто не работат, меѓутоа во денешната наука знае дека јајниците произведуваат некакви си хормони дури до длабока старост, што не се нели доволни за циклуси или за некакото, меѓутоа не се кога треба да се прават, ајде не боже, некакви операции каде што не е неопходно да се извадат јајчниците, дека веќе и ставот е дека не мора пошто-пото да се вадат, дека тие секако некаква минимална функција која што може да има бенефит за организмот, остануваат до крајот на животот. Тука се
почнуваат и промени на скелетниот систем, значи знаеме дека без естрогени почнува да се намалува таа коскена маса, значи процес на остеопороза, кој што не е толку изразен доколку жената влезе во нормална некоја менопауза околу 50-тите години. Друго е жена да остане без циклус и хормони на 40 или на 35, каде што тој процес на остеопороза може да не е долгогодишен и многу изразен. Остеопорозата во суштина е, иако вака не знаеме многу вака народски за незе, меѓутоа е у суштина сериозен процес кој што може многу проблеми да направи, од болки до некои скршеници и такви работи, така да треба да се започне во тој период и со субституција со калциум, со D-витамин, да се направи дензиометрија, да се види густината на коските. Значи има многу работи што може да се направат во смисла да се детектираат некои проблеми што се јавиле во период, за да може соодветно да се следат и да се превенираат доколку може. Да, набројавте доста од тие симптомите, иако на интернет реално најдов уште и многу. Има уште, да, не ги набројав, има уште. Има, ме интересира со кои симптоми започнува. Дали е прво, кога ќе почне менструацијата да биде нередовна. Дали е тоа првиот момент, но исто така не секоја нередовна менструација значело дека веќе започнуваме, влегуваме во менопаузата. Да, секако. Значи, една, да речеме, релативна причина на која што жените посетуваат гинеколог, ајде да речеме тие некоја нерегуларноста во циклусот и дури и млади девојчиња, или што слушали све тоа што знаат дека и често може да се деси предвремена менопауза, доаѓаат уплашени, ми задоцни, ми скок на не дојде и така натака, да не влагам во менопауза. Сепак да речам, кај жените што се во репродуктивна доба, најчесто изостанува на циклус е бременост, а не менопауза. Така да, тоа е сепак по физиолошки и по-често. Може да биде поврзано со нерегуларни циклуси, меѓутоа како што кажувам и на моите пациенти, ќе кажам и на гледачите, дека сепак организмот не е часовник, може да се случи некоја хормонска промена, некоја фоликулинска циста непрсната, некоја изостаната овулација, ради која што најчесто се случуваат тие промени на циклус кои што не се врзани со менопауза, меѓутоа секако добар дел од жените почнуваат да имаат нерегуларности во циклусот, дали пролонгирани циклуси на повеќе, пример, ако добивала на 20 дена да бидат на 40 или на 50, или да бидат два пати во месецот на 15 дена, да бидат подолги, пократки, така да еден период на некои нерегуларности, кои што можат да се купираат со некои лекарства што ние ги даваме, или доколку сметаме дека нема некој посебен проблем, оставаме тој процес природен самиот да си го заземе својот тек и жената да заплови во менопауза безбедно. Колку може жената, дали може и дали треба или мора да направи промени во начинот на живот во тој период за полесно да го преброди? Да речеме, еве споменавте покачување на телесната тежина. Претпоставам дека треба да се промени начин на исхрана, освен тоа се препорачува и голема физичка активност. Голема, тоа знаете како индивидуално е тоа кој колку што може. Доволно е да се има изголема некака активност, пошто не е исто ни телото ни метаболизмот на 20 годишна, 30 годишна жена или девојка, отколку на некоја 50 годишна возрастна жена. Меѓутоа, во денешно време сме сведоци дека со модификација на начинот на живот, здравиот и нестресен живот придонесува, значи, за општото подобро здравје, така да и овдека сепак онаа прилика не е толку битно што јадеш, него што те јаде тебе, нели да речеме психолошки. Значи тој хроничен стрес од било што ни го сервира животот е многу поише влијае на целокупната општа состојба организмот отколку сето овие работи. Секако нормално здравата исхрана и нели умерениот начин на живот доволно е за некоја жена која што да речеме не може да влезе во фитнес сала, меѓутоа оние баш прошетки, баш да ги речам, кај нас по кејот на Вардар, што би биле 5 или 10 километри, некој
лагана шетња 3 пати неделно е сосем доволна за некој одржавање на кардиоваскуларниот систем. Ова зборам и за повозрастни жени, за 50 годишни жени се уште млади може да практикуваат и посериозни физички активности за да го се грижат за своето тело и здравје, и секако жените кои што го практикуваат тоа подобро поминуваат низ тој период, бидејќи се лачат панели при спортски активности, некои други хормони што влијаат на целокупното здравје, расположение, снага и така натака. И секако, нели, сите знаеме што значи здравата храна општо за животот и телото, така да е и за ова. Тоа секако, и да е менопауза, и да не е, нели, секако треба. Други некои симптоми на кои што се жалат жените се главоболки? Има главоболки, тие се исто поврзани со тие жишки бранови и со менувањето на тензијата, и сами од себе се случува. Тука се нели промените во расположението кои што не може да се објаснат со некои тековни нервози, ајде да речеме, што се во домот на работа или слично. Тука мора да се спомене и промената на либидото, што е поврзано ставно изостанок на желба, што исто така за сексуален однос или интимност, сувоста на вагината, менувањето на концентрацијата на естрогени во телото, нормалната влажност на вагината и жлездите што лачат се намалува, така да има една, како што ни старее кожата на лицето, стареат и другите органи, така да жените имаат и проблем со, ајде да речеме, со таква сувост, печење, се јавуваат и уринарни проблеми и да речеме некои такви менопаузални вагинални инфекции кои што се исто поврзани со недостаток на естрогени и слично. Меѓутоа сите овие работи се решаваат во ординација, има лекови за тоа, помош, дури некаков обичен разговор со гинеколог или доктор може многу да помогне на жената која што можеби нема можност да разговара за својата ситуација со околината, да се објасни дека целиот тој процес е нормален, дека во еден момент ќе се стабилизира, дека ќе се научи да се живее со тоа. И ги охрабрувам жените доколку имаат било какви од овие поизразени потешкоти со кои што мислат дека тешко се справуваат или не можат да се справат самите, да посетат гинеколог кој што ќе им даде соодветни упатства, доколку треба и терапија и слично. И уште оној момент, претпоставам резултат на сето ова, големи промени во расположението, кај некој вознемиреност, кај некој депресија, некој мора да побара не само помош од гинеколог, туку и од психолог, па и од психијатар. Па добро, вака, значи, тоа да, стои како момент дека се пораздразливи, за понетрпеливи и слично, меѓутоа сепак тоа е повеќе дел од семените околности и актуелните случувања на жените во тој период што се случуваат, како не знам, растење на децата, старост на родителите и останати проблеми што се случуваат баш во тој период кога настанува менопаузата, така да актуелната поддршка семејна, значи и функционалниот семеен работен или социјален живот многу има влијание како се поминува таа менопауза. Не дека без причина не може жената да се вознемири како пубертетлика, нели, тука се тие работи и сведе е потаман, па да викаат еве сега се е супер ово, она нервозна и сите тие работи. Да, секако треба да се има поддршка во тој период, меѓутоа сепак тие се, ајде да речеме, во некои граници на нормала. Тие, ајде, нели, дневни и тековни нервози, меѓутоа доколку таа состојба агревира во некоја си посериозна работа, некои депресивни растројства, анксиозни растројства и слично, ако гинекологот процени дека е повеќе од некоја нормално нарушување на положение, секако се препреќа жената на психолог или на психијатар кој што понатака може да работат со жената во врска со незината состојба, што може би, а и не мора да е поттикната од самата менопауза. Ке имаме простор да вклучиме и некој гледач, телефонските линии може да ги отвориме, броевите ги знаат, без разлика дали сака да споделат со вас некое искуство или пак да се бидете да им решите некој проблем. Јас само сакам да ве прашам, рековме дека сето ова трае од прилика од 2 до 8 години, зависи, варира.
дали по завршувањето на тој период се враќа во нормала. Што и да значи тоа? Значи, Ќе ништо бидеме не се враќа во нормала. Порано како 20 години да имаме. Али добро, настапува некој период веројатно на некакво си, ајде да речеме, стабилизација на таа состојба, навикнување на новите хормони или недостатокот на тие хормони што претходно сме ги имале. И некакво, помирување на состојбата на жената што ја чека во наредното доба, да е здрава и жива. Имаме веќе гледач, предпоставував дека на оваа тема ќе имаме. Добро утро, повелете о програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Сакам прво да ви го честитам денот и роден денот на докторката на нивната ординација. И му посакувам успешна работа. Имам едно конкретно прашање до докторката, сакам да ми одговори. Јас сум 55 години, во менопауза сам од 40-та година без никакви проблеми. Прво ми се појави нередовна менструација, бев на гинеколог, ми кажа дека е хормонално пореметување, детето го доев и поради што притискало на градите како хоби, додека ја одбив од цицањето, вика тоа е резултат на хормонално пореметување. Ми дадоа пчиња, ги пијав, додека пијав, менструацијата доваѓаше. После ги прекинавме и од 40-та година сум во менопауза без никакви проблеми. Ни сила, ни нервози, ни големување на телесна тежест, никакви проблеми не сум усетила. Сега, направив претходнава недела контрола на крвната слика и ми се дадени резултати по долг период, едно 20 години, имам крв 3+ во мокречета, леукоцити имам плюс-минус, боја жолта, седимент 6 до 8 леукоцити и 25 до 30 еритроцити. Ја молам докторката да ми стручна, ако може, дали ово е нешто со гинеколошки проблем или имам проблем со бубрезите, имам цисти, имам камења, да ми каже стручно дека треба да се обратам. Снимана сам цистите на бубрезите, левиот бубрек ми е поголем од десниот со 1 сантим, но никакви лекарства матичните не ми дават. Сакам да знам, ако докторката може да ми помогне, да ми каже дека да се обратам. Ви благодарам. Јасно, вие се што ве праша така, прашањето па добро, со оглед на тоа дека жената е долго во менопауза и нема вагинално крварење, така што ова е некоја присуство на еритроцити во мокрачата, тоа не значи дека има крв во мокрачата, само некаков седимент. Можно е да се должи на некоја уринарна инфекција, се надевам на овие резултати дека направила и уринокултура. Најчесто инфекции со Ешерихија коли знаат да направат такви хеморагични цистити. Исто така камчиња и песок во бубрезите кои што кога поминуваат низ уринарниот трак знаат да направат некој ситен еритроцит. Меѓутоа, овие се некои основни работи кои што колегите од матичните од пракса соодветно ги решаваат, што сигурно би упатиле на уринокултура и ако има некаква инфекција да се даде соодветна терапија, а доколку процениле дека тие камчиња и песок не се нешто сериозно, треба да се остава така. На овај наод што ми го кажавте, све што треба да се направи уринокултура, соодветна терапија за тоа и повечни течности да се испира мокрачата. Ние, за жал, сме веќе при крај, па еве да ве прашам како што е поставена темата, се што треба да знаете за менопаузата, опфативме ли горе-долу се или има уште нешто значајно што сакате да ми го соопштите на пациентите? Сите сме нели потенцијални и пациенти воопшто, значи треба да немаат страф од оваа состојба, дека во денешно време има многу и лекарства како што е хормонна домесна терапија која што може да се дадат за полесно поминување на овој период. Тие хормон заместителни или хормонна домесна терапија кај жените се уште треба да се дава симптоматски во смисла како терапија за преголеми симптоми, а не само како желба за одржување на менструација или младост или нешто слично. Значи со посета на гинеколог тој ќе процени дали и за што сте
доколку некој од жените влезе во предвремена менопауза пред 40-тата, дури и денешно време и во раните 40 се смета дека е тоа предвремена менопауза, треба да се даде соодветна хормон заместителна терапија во неколку години додека не се дојде до наочекувана и просечна возраст на менопауза, така што не сме да, секако дури не сме да се остави оваа жена немала проблем, нели, што ни кажа во моментот, меѓутоа не сите, пак кажавме, страдаат коскениот, мускулоскелетниот систем, васкуларниот, целокупната, нели, снага, моќ и така натака, нешто што треба да го држи телото и во одминати години, и да побараат помош, да не, нели, да не, доколку имаат проблем, да не се срамат, да се охрабрат, да дојдат да го решат својот проблем. Ви благодарам, докторке, многу на ова ваше гостување. Поздрав за сите ваши колеги. Претпоставувам ке имате и прослава на работа. И благодарам на сите гледачи кои што беа ова утро со нас. Секако останете со Алфа телевизија, бидејќи следуваат најновите вести.